Добар ден и од мене, пријатели, добро дојдовте во уште едно издание и рубрика Прашање и одговори со Јосиф. За сите оние кои што по прв пат можеби денеска ме следите и се среќавате со мене, она што јас го правам е одговарам на вашите прашања, а вие вашите прашања може да ги поставувате на социјалните мрежи, на моите лични профили Коуч Јосиф Инстаграм и Фејсбук, а истото може да го направите користејќи го хаштагот Ask Јосиф или користејќи го телефонскиот број на телевизија Телма, а тука јас ќе се потрудам да ви дадам и да најдам најдобар одговор кој што ќе ви донесе вредност на секого од вас. Ни доаѓа од Ангелина и прашува дали метеопатијата е реалност и дали на вистина времето влијае врз расположението кај луѓето и врз тоа да осеќаат болки на послабите делови од телото. Ангелина, да, тоа е така. И тоа не е биометеорологија и метеопатија не е нешто што е новина. Постои, се изучува, постојат луѓе кои што тоа го истражуваат и од кои што еве јас научив нешто, и тоа подразбира дека кога има промени и нестабилност на времето и кога имаме падови на атмосферскиот притисок, средното уво тоа го перцепира како да телото е во да нема баланс. И праќа сигнал до мозокот дека нешто се случува и дека рамнотежата е нарушена. Но од друга страна па очите гледаат нешто друго, очите перцепираат дека е се во ред и тие праќаат сигнал до мозокот дека не, ние сме во баланс и се е во ред со телото. И тука настанува конфликт и практично се случува стрес кој што ги активира симпатичните нерви, а тие симпатични нерви се поврзани со нервите за болка и затоа многу луѓе при овакво време осеќаат болки можеби во колена, во зглобови, во места кај што имале можеби скршеници, осеќаат главоболки и мачни, децата обично се кенкави и плачливи. И најдобриот начин за да се справи со ова човек не постојат, едноставно не може во целост да се избегне, но она што јас најдов е некои доктори препорачуваат да се пијат апчиња кои што обично се препорачуваат при патување или при летање со авион и исто така доволна конзумација на вода, затоа што разликите во атмосферскиот притисок и разликите температурни често прават огромни дехидрации, трошење на достатечности од телото, што по автоматизам ја нарушува циркулацијата и нормално доток на крв и до мозок. Затоа нивото и количините на вода нека ти бидат во доволни количини, во доволни граници, и она што е факт е дека не постои реален и практичен начин како во целост тоа да се избегне.